И ова утро во студиото на К1, како и секогаш, имаме гости што се однесува на темите на разговор, ќе ги откриете во текот на разговорот со мојата денешна гостинка. За таа цел во нашето студио е госпоѓата Лилијана Николова, директор на Основното општинско училиште Васил Главинов. Добро утро, госпоѓа Лилијана, и добро дојдовте во утринската програма на К1. Добро утро, добро ве најдов и добро утро ми посакувам исто на гледачите на К1 телевизија. Така. Она што би ве прашала како прво прашање и главната тема на вашето доаѓање, целта на вашето доаѓање, е тоа што е и најнов настан поврзан со вашето училиште. Добивте второ место како најчисто и најбезбедно училиште во низ целава Република Македонија. На што се должи сето ова? Кои беа критериумите за да ја добиете оваа награда? Точно така, значи ова најнов настан, меѓутоа секојдневен настан за нас, затоа што се грижиме за хигиената и безбедноста во училиштето. Тоа е нормално на највисоко ниво и сите внимаваме на сето ова да биде така. Критериуми за да ги исполниме сите овие услови е пред се да одиме по сите стандарди што се бара за една образовна институција, да имаме одбележани терени, да имаме обезбедување, да има хигиена во сите кабинети, да сме да речам, училиште и така натаму. Покасно ќе зборувам и за ова. Ова беше еден јавен повик од Министерството за образование и наука во соработка со мисија на ОПСЕ и се јавивме нормално на овој повик. Од Министерството беше формирана комисија, која што комисија така дојде да ги провери сите овие наши услови, дали стварно ги исполнуваме сите критериуми. Веројатно ги исполнувавме, штом сме дошли до оваа награда и ја добивме оваа втората награда на ниво на Македонија. Горди сме на тоа. Нормално секогаш е стимул наградата за нешто подобро и ќе се стремиме да дојдеме и до првата. Инаку секогаш е потребно нешто во делот на образованието. Наградата ни беше ЛЦД проектор и секогаш е така добре дојдено низ наставата се користи. Така да сите вработени од технички персонал па до директор се вклучени во грижа на сето ова. Така, дали за оваа награда голема улога имаат, ета ќе се надоврзам на ова што го кажавте последното, е стручниот кадар заедно со учениците и родителите. Колку важност имаат на сето ова они? Па нормално дека мора пред се и учениците да имаат, ја се извинувам, затоа што постојано се говори, походниците не сме да се фрла хартија, не сме да се гледаат плуканки, мастики што ги жвакаат учениците. Има низ дворот поставено екокорпи за отпадоци кои што сами ги изработија учениците заедно со наставниците, значи да го запазат сиот тој ред. Родителите исто така, кога доаѓаат, има кодекс на влегување во училиштето, кога може да дојдат, да ги остават, да ги пречекаат своите деца, да разговараат со наставниците, да внимаваат кога влегуваат внатре на тишината, на редот во училиштето. Стручните служби, па и наставниците секогаш говорат за ова. И нормално дека сите допринесуваат да бидеме да речем на овој степен во делот на обезбедувањето и хигиената. Училиштето има поставено походниците внатрешни камери и физичко обезбедување кое што стварно доведува до еден ред и мир. Така. Господја Николовска, веќе долги години сте на чело на тимот кој што го менаџира Основното општинско училиште Васил Главинов. Какви беа почетоците од кога започнавте на оваа функција? Какво беше училиштето тогаш кога почнавте и сега? Колку новитети се имаат вклопено во училиштето? Ето да не биде како фалба, туку да ги запознаеме малку гледачите колку напредено училиштето Васил Главинов.
Па видите, без разлика кој кога дошол како менаџер во дали во училиште или било која работна организација, што велат и ние повозрасните што велиме, секој почеток е нели тежок малце и меѓутоа интерес за работа. Нормално ќе се воведеш во сето ова работење со интерес, со љубов, со внимание, со разговор, со добар однос со колегите и сите вработени таму, нормално и институциите пошироко. И не правиш некои промени, не годиш напред од таму каде што било, продолжуваш понатаму. Како образование секогаш не следат нели новитети и сите овие новитети нормално и ние мораме, сакали или неќели, да ги пратиме, да бидат пропратен дел од нашето работење и сами по себе си доаѓаат. Меѓутоа менаџирањето нели со повеќе грижа се стремам да нели бидеме некаде до негде меѓу првите, не овој некој надпревар, меѓутоа сакам да се разубави работењето, да имаме колектив кој што има соживот внатре, кои што се стремат за повисок успех во делот на успехот на учениците, во соработката со родителите, значи да се внимава на се она што ни е пропишано и по закон и како некој кодекс на нашето работење. Инаку нормално дека има тежина, има одговорности, има, меѓутоа како што реков, сето ова со добро работење, со добро менаџирање, со добри формирани тимови, има успеси. Така. После сите овие работи кои што ги кажавме, да се надоврземе на активностите кои што ги имате во училиштето, конкретно за порачињата по повод детската недела. Кои активности следува во ова тековна недела? Така, значи во делот на детската недела беше интересна, значи посветена на децата, на првачињата, оние кои што за прв пат влегуваат во детската организација. Им беа прочитани правата на учениците, имаше вовед, тогаш имавме посета на градоначалникот господинот Славчо Чадиев во нашето училиште за првиот ден и првото влегување нели на учениците во детската организација, кој што ја проследи кратката програма од самите ученици. Има ликовни изложби, има донација од маркици Недела на детето, кои што беа поделени меѓу наставниците и учениците, и сите овие нели се на располагање на самите ученици за нивните потреби. Други активности во овој дел можам да се надоврзам и заедно ги проследивме, и сега беше недела и на гладта. Така. Значи имавме ден на гладта, тоа го поврзавме заедно, па имавме една собирна акција посветена на фамилиите кои што примаат социјална помош на учениците кои што се наоѓаат во нашето училиште. Така да, освен оние картици со бонуси подарени од Црвениот крст, ние направивме и своја акција, собрани во храна, значи во храна, кои што ќе бидат секој ученик и секој вработен донесе по нешто спакувано, значи не расипливо, нешто трајно, кои што ќе бидат подарени на овие семејства кои што се наоѓаат во нашето училиште, нормално со документ дека се корисници на социјална помош, сега и такви некои времена, и ќе бидат посетени и 4 семејства на стари лица кои што им е потребно нешто вакво од нашите млади членови на Црвениот крст. Така, јас тука би се надоврзала и ќе ве прашам околу подпишаниот меморандум со интернатот во Велес. Што значи оваа соработка? Чинам дека на 4 октомври го подпишавте овој меморандум. Што значи сето ова за вас? Па вака... Со која намена беше сето така, тоа? Ние имаме соработка и претходните години со интернатот, нели предметот вештини на живење, дел од групите кои што го овој предмет нели го изучуваат учениците и наставниците, како најблизок до нас тука, значи посетуваат
она што е во изучувањето во делот на програмата, го посетуваат интернатот, како се готви, околу садовите, како се припрема, па калоричнистота на јадењата, сервирањето, поставеноста и така натаму, значи она што опфаќа програмот за вештини на живење, комуникацијата нашите ученици со тие и вработените во овој дел. Исто ги користиме и спортските терени. Значи па интернатот доаѓа во нашите спортски терени. Обезбедувањето кој што се наоѓа и во нивниот објект и кај нас. Така да овој меморандум повеќе се однесуваше за нашата грижа кон нивните ученици и тие кон нашите ученици и терените и објектите кои што ги користиме вака заеднички, па во нешто да се грижиме и заедно. Затоа што спортските терени треба да се одржуваат, па нормално треба мала помош и од друга страна. Така. Покрај соработката со ЕВЕ, со интернатот во Велес, верувам дека имате соработка и со повеќе установи и во општинава и надвор од неа. Ајде малку да поразговараме за тоа. Со кои установи имате соработка? Поточно вашето училиште со кои установи соработува? Па според она што го работиме, нели, пред се со сите основни во општината и пошироко и средни училишта. Овдека во општината со средните, нели, при уписите на учениците се грижиме каде се запишуваат нашите ученици после завршувањето на 9-то одделение. Самите средни училишта ни известуваат кои ученици се запишани кај нив, дали гимназија, хемиска, економска, УЗУС или така натаму. Се грижиме за нивниот успех понатаму, нели, каде треба помош, да, ако треба како наставници да помогнеме со нивната стручна служба и така натаму. Меѓутоа и учениците што се запишуваат надвор од градот, и со тие училишта соработуваме. Соработуваме исто и со факултетите, затоа што студентите доаѓаат, многу студенти бараат да имаат кај нас пракса. Дали од образовните факултети, математичките факултети. Имаме исто меморандум и со училиште во Германија, кое што еве наши македонци живеат таму, меѓутоа ради јазикот сакаат да посетуваат децата настава, значи тоа е еден вид на соработка. Така. Тука би ја спомнала и програмата Erasmus Plus. Во вашето училиште, поточно, вие имате врска со оваа програма, само вие и уште едно училиште, мислам дека во Велес, или уште две, не се сеќавам точно. Што значи оваа програма за учениците и за професорите, но еве и за родителите да споменеме? Па вака сега, ние во Erasmus Plus, значи училиштето преку ПЕП проектот било вклучено пред можда 10 години, меѓутоа сега повторно се вклучуваме во Erasmus Plus, затоа што до сега не беше достапно за основните училишта, беше во средните. Значи формирани се тимови, кои што тимови пред некој ден беа свикани на формален состанок. Веќе се прават апликации, проекти, имаме една конструкција, значи на замисла и партнер училишта кои што би ги нашле за соработка. Јас не би говорила тука многу, затоа што се уште немаме почнато да работиме. Меѓутоа, од искуства и од она што го направивме преку инклузивниот тим, овие ќе бидат, значи, преку Еразмус, ќе имаме размена на практики. Низ разни градови, држави. Токму и тие се бенефитите од оваа програма. Да, од оваа програма се бенефитите, фактички практиките на разни практики во образованието, министерствата во тие држави, законите кои што важат за училиштата, кај нас, кај нив и така натаму. Затоа што ние вако искуство имаме едно преку, мислам дека имате и за тоа слушнато, бевме добитници и сме прогласени за инклузивно училиште. Имавме изработено еден проект и добиен преку Советот на Европа
И исто и овој беше слична платформа ваква за размена на практики од земјите од Европа. И така добивме едно искуство. Посетија наставниците Албанија, Хрватска, Словенија, Босна, Чехословачка и така натаму. Посетија разни училишта. Имавме гости од некои од училиштата, меѓутоа многу и инклузијата ни помогна да се афирмираме и повеќе да ги зацврстиме нашите темели во делот на инклузивното образование. Така. Јас би се надоврзала сега на нешто поинакво прашање. Тоа е училиштето, вашето училиште Васил Главинов е единственото училиште во општина Велес кое што има лифт за оние со некаква попреченост. Од кога го направивте овој лифт и какво значење има лифтот за овие ученици? Па видите, бидејќи бевме точно сега што го напомнав во програмата за инклузија, и со помош, значи, на општина Велес и Вардарски плански регион, училиштето се вгради лифт за овие ученици кои што ги имаме повеќе на број. Лифтот е наменет точно за тие ученици, за нивните родители кои што ги носат учениците во училиштето, некои и сами се вклучуваат во сето тоа. Значи, лифтот е само за користење за тие ученици. И нормално е голема помош, затоа што не ги гледаме оние слики веќе, нели, кога ги качуваат со помош низ... Така, токму јас сум еден од учениците кој што заврши во ова училиште и сум сведок на сето тоа и верувам дека е од голема помош. Од голема помош, значи, учениците се движат таму каде веќе предметна настава, кабинетска настава и се движат на различни спратови, така да со помош на лифтот е многу олеснето движењето. Така. Сега може да се префрлиме и на сите оние награди кои што ги има вашето училиште, верувам дека ги има многу, но издвоите неколку кои што ви се од голема значење и што се од голема значење и за вас и за учениците. Точно, имаме доста награди, многу награди. Тие се многу, јас не би ги двоела вакви или такви, бидејќи учениците се сегда активни, учествуваат на разни, да речем, ликовни, литературни конкурси, учествуваат на математички надпревари, географија, историја, биологија, значи по сите предмети учествуваат на општински, меѓународни, републички надпревари, добиваат награди, значи добиваат. Јас не би ги спомнувала по име, некој може ќе прескокнам па ќе биде навреден. Во спортот сме, гледате, секогаш први во различни дисциплини и сите овие награди, нели, донесуваат голем стимул за работењето и на учениците и за афирмација на училиштето и поголем стимул за самите наставници да се вклучуваат оваквите активности кои што се, нели, во склоп на Министерството за образование. Така, колку училиштето работи за тоа да им се овозможи на оние повеќе талентирани ученици да ги истакнат своите способности? Дали има некои други активности кои измеѓу редовната настава имаат и нешто плюс? Па видите, проблемот со талентираните ученици, надарени талентирани ученици, точно се работи од страна на наставниците. Меѓутоа, наставниците добија и обуки вакви за работа со талентирани и надарени ученици. Не викам дека се ретки, но не се ни многу. Меѓутоа, ваквите не се доволни само часевите за додатната настава за работењето со овие ученици, тие се активираат, значи, на различни полиња, дали е во делот на спортот, дали е во делот на уметноста, на музиката, на математиката, природните науки и така натаму. Значи, се работи дополнително и овдека се вклучуваат и самите родители во напредокот на овие ученици. И е добро што тоа веќе тие понатаму се насочени и веќе знаеш каде и што со тие ученици. Каде е веќе нивниот пат на движење во животот. Така.
Повеќето од најавените проекти, но и досега успешно сработените ги работите со помош на организации како домашни, така и странски. Колку се битни овие релации за вашето училиште? Еве, пред неколку прашања ни кажавте од прилика со кои соработувате, но колку се битни овие релации за успешно да ги реализирате сите проекти кои што ги имате замислено и тоа? Па, секоја релација да имаш, мора да носи успех, нели некој, така, и да бидеш упорен во тоа. Точно се работат многу проекти. Пред се аплицираме на проектите што се преку Министерството за образование и наука, меѓутоа не остануваме само тука. Значи, соработуваме со Советот на Европа, УСАИД, разни фондации, разни нели и други некои министерства. Така да оваа соработка со институциите ни е од големо значење. Так. Не само за проектите, него и за самите ученици. Например, институциите низ градот, со јавната здравствена установа. Сите оние прегледи кои што треба да се завршат на учениците одат преку училиштето, вакцини, стоматолошки прегледи. Имаш некогаш потреба и од МВР нешто да се консултираш со Центар за социјални грижи за учениците кои што нели има нешто дополнително да се исконсултираме и со нив. Така да општината, нели, сите и нејзини јавни овие настани што се вклучени сме и таму. Мора да тече соработката за успехот да биде комплетен. Така. И пред самиот крај на нашиот разговор, јас би ве прашала колку медиумите придонесуваат за промоција на сите ваши активности кои што ги имате во вашето училиште? Па да ви кажам, медиумите ни се доста од корист. Ние гледаме, значи, на секоја наша активност што е во рамките на училиштето, што треба јавноста да ја види, нели, да се запознае што ние работиме, како работиме. Не посетуваат медиумите и доста допринесуваат за нашето вакво работење. И нас ни е мило за оваа соработка со медиумите, нашата веб страна исто така што е отворена на училиштето. Фејсбукот, нели, сега живееме во такво време, сите активности се најавени. Значи, исто така и социјалните мрежи, меѓутоа, пред се и локалните телевизии, доста соработуваме со локалните телевизии и ни доста допринесуваат за нашата афирмација. Затоа што ако некој не те слушне, не те види и не слушне што работиш, нема да знае за тебе. А ние, ми се чини да сме добро афирмирани, меѓутоа и во училиштето имаме, можда изумев и да ви кажам, тим за афирмација на училиштето. Така. И еве за крајно прашање би ве прашала кои се следни активности во Васил Главинов кои што ќе се реализираат еве до нова година и веќе од 2017 година. Да ни откриете нешто доколку е за откривање. Па видете, активност има секогаш, нели? Пред се ние мораме да се посветиме на образованието и воспитувањето на учениците. Меѓутоа, во програмата се дадени и овие обуки на наставниците кои што треба да ги минат сега во делот на овај, да не речам, зимскиот распуст, кога учениците се на распуст. Значи, има едни интересни теми кои што треба да ги проследат, да ги видат и се многу интересни за нашето работење. Приоритетни е, нели, нашата фасада на училиштето како што е внатре, подредено, реновирано, значи, да не речам со еден зборазубавено, сакаме тоа да го направиме. Имаме изработено преубав проект за фасадата на училиштето и сега верувам во соработка со општина Велес дека ќе успееме оваа година и тоа да го направиме преку некои фондации, амбасади и така натаму. Мислам дека и тоа ќе се направи и ние сега стварно приоритет уште тоа барем да се комплетира сликата на училиштето таква какво што ја знаат. Така. Директор, јас ви благодарам за вашето гостување. Ви посакувам успешни реализирани проекти и понатаму, па се гледаме во некоја наредна прилика за некоја друга активност во вашето училиште. Ви благодарам и на вас за поканата.